мугритина историската епоха кај нас, на подрачето на Македонија, живеел еден голем антички народ, пајоните. Едно појаснение на гледачите. Во поновата стручна литература се употребува и новогрчкиот изговор на името пајони, како пеони, односно пеонци. Античките историчари и географи ни забележале понешто од нивната историја, географија, обичаите. Останатото дознаваме од археолошките истражувања. Нивната историја може да се прати во еден долг временски распон од преку 1000 години. За жал, нашата јавност одвеќе малку е запозната со нивната историја. Исто така, и во историската литература кај нас, многу малку се пишува за нив. Основна причина за ова несомнено биле нивните јужни соседи, античките македонци, чија историја ги засенила и покрила сите околни народи. Првобитната земја на пајоните била многу голема. Јужната половина се поклопувала со подоцнежната античка Македонија, излегувајќи и на Солунскиот залив. На тој терен ги знае уште легендарниот Хомер, кога еден пајонски одред стигнал во Троја да се бори против ахајците. Тројанската војна се случила околу 1230 година пред нашата ера и тоа е наедно најстариот помен на пајоните. Историчарот Херодот, кој ги пропатувал јужните пајонски земји во 5 век пред нашата ера, ни оставил многу импресивен опис на една пајонска наколна населба на езерото Прасијада, тоа е веројатно Дојран. За чудо, традицијата на наколните колиби на Дојран, исти онакви какви што ги опишува Херодот, живее и денес, неизменета 2500 години. Во текот на 7., 6. и 5. век пред нашата ера се случиле настани судбоносни за пајоните. Едно периферно грчко племе, дорските македони, биле привлечени од богатите пајонски рамници и од сјајот на јонските градови околу Солунскиот залив. Овие воинствени сточари ги напуштиле епирските планини и се населиле во јужната Пајонија, на тамошната долна Македонија, поробувајќи го многобројното домашно население. Пајонските еорди и алмопи, мигдони и сиропајони, како и ботијаите, тракиските пиерии, пражителите пелазги и другите, исчезнале за секогаш претопувајќи се во нова македонска нација. На тој начин останала независна само северната половина на Пајонија, која се протегала преку најголемиот дел од денешна социјалистичка република Македонија. Изоставени биле само најзападните котлини, тогаш населени со илирите. На исток, независната Пајонија ја опфаќала и долината на Струма, денешна Пиринска Македонија. За постоењето на ова држава зборуваат историските записи од тоа време, потоа надписи на камените споменици, пајонски ковани пари, како и други археолошки потврди. Државата екзистирала низ 5., 4. и 3. век пред нашата ера. Да подсетиме, ова е засега најраната и единствената античка државна формација во рамките на цела денешна Југославија. За жал, оваа држава живеела во постојана сенка на низиниот силен јужен сосед Македонија и постојано се спротивставувала на низината хегемонија. За среќа, освојувачките стремежи на македонските владетели Филип II, Александар III Велики и другите по нив биле свртени кон богатите грчки и азиски градови, кон баснословните богатства на Персиското царство. Благодарение на тоа, Пајонија останала долго време поштедена од нив. Што останало до денес од античката Пајонија? Многу, макар што денес малку кои помислува на тоа. Речиси сите антички градови во нашата република биле основани од нив.
Bezbrojni grobišta od tije vekovi ležat niz cela Makedonija, vo koji često naodjame prekrasni umetnički predmeti, luksuzni vazni, skapocen nakit, oružje i drugi predmeti od pogrebna oprema. Od Pajonite ni ostanali i mnogobrojni geografski nazivi. Da spomeneme samo nekoliko od njih. Pajonsko to imena Vardar, Aksios i danas ga upotrebuvaат соседите Грци. Втората по големина пајонска река Струма, односно Стримон, и тогаш се викала Стримон. Астибо живее во името на денешен Штип. Областа околу горна брегалница Пијанец несомнено е изведена од Пајонец, а јужните падини на планината Кожув и денес се викаат Пајонија. Треба многу простор за да ги наброиме сите реки и планини, места и денешни населби, чие име води потекло од старите Пајони. Ке се вратиме уште еднаш на светата река Астибо, на брегалница. Писателот Полиен забележал дека во неа се капеле пајонските кралови за време на церемонијата на кронисувањето при стапувањето на престолот. Точното место на реката не е забележено. Тоа се случувало веројатно на низината утока во Вардар. Тука, над устието, на оваа доминантна позиција, лежат расфрлени делови од стотици амфори, искршени несомнено во споменатите свечености на кронисувањето. Поинаку, не би можеле да ги објасниме овие чудесни наоди на ова место. Според жиговите втиснати на рачките од амфорите, читаме дека скапите сорти на вино и масло биле донесени ваму од островите Тасос и Родос. Значи дека свеченостите биле славени на највисоко и најскапо ниво. Од тие векови останале урнатини од многобројните пајонски градови, врз кои се подпирала и државната власт. Тие биле наедно и јадро на тогашната цивилизација. Ке ги споменеме само оние најпознатите меѓу нив. Кај Демиркапија била несомнено престолнината на цела Пајонија. Од двете страни на Вардар, на високите варовнички карпи, се протегаат силни одбрамбени ѕидови, куќи и палати. Со ѕидови дебели 3,60 метри. Градени се од убаво делкани и прецизно сложени камени блокови, без малтер или друго врзивно средство. Осигурени се и со една масивна кула, а сево ова е подигнато внатре во градот, кој исто така е заштитен со обрач од голем градски ѕид. Тука, зад оваа двократна одбрамбена бариера, живеел некој кој имал причина да биде исклучиво добро чуван. Покрај стариот пат крај Вардар, откопани се низа гробови од времето на независноста на Пајонија. Во нив се најдени многобројни сликани вазни, меѓу нив и оваа хидрија, сликана од латинскиот уметник Меидиес од крајот на 5. век пред нашата ера. На овие лекити се нацртани со одвај воздржана тага сцени на разделба со умрените. Засенува и сјајот на златниот и сребрениот накид со нежни форми, префинет и истенчен вкус, работен во минуциозните техники на гранулација и филигран.
Na mestото на римскиот град Стоби првобитно стоело пајонското градче Стоби, сосем малку истражено, но потврдено со убави археолошки наоди од предримско време. Кај Кнежје, во Овчеполе, лежат остатоците од најголемиот пајонски град со површина од 20 хектари. Како што забележал историчарот Полибије, најголем град бил Билазора. Импозантни се овие одбранбени бедеми од камен и земја, високи и денес до 10 метри. Врз нив се протегале ѕидови сложени од правилни камени окови. Под денешното Дреново, на патот Градско Прилеп, главната сообраќајница што од памтивек го поврзувала средното Повардарје со Пелагонија, лежат урнатините на градот Еударист. Градот не е ископуван, меѓутоа на целата негова површина лежат видливи остатоци, големи ѕидови, подзидви, мермери, обработени блокови и украси од згради, антички монети, понекој украсен предмет, оружје и друго. Во близина лежат стари мермерни мадеми, а од тука се одвојувал и значајниот пат кон рудоносните ревири на Витачево и Кожув на југ. Еве сме во Пелагонија, најголемата житница која и во античко време била извонредно густо населена. На марковите кули што се издигаат над Варош крај Прилеп, стоел првобитно еден антички град. Според Појтингеровата карта, изработена според една римска карта, тука е забележано местото Керамије. Од гробовите што се ископани во подножјето на Ридот, потекнуваат и овие украси од времето на независната Пајонија. На ограноците на Селечка, кај подмол јужно од Прилеп, лежат остатоците од овие величествени владетелски гробници. Тие уште ги чекаат своите истражувачи. Ова е дел од долгиот ходник низ кој под земја се доаѓало до една од гробниците, градене од обработени блокови, долги и до 4 метри. Колку работна сила и колку градежна вештина требало се ова да се пресмета и да се изгради. За жал, гробната комора и другите се урнати со диви копања во поново време, другото се крие под земја. Ова било градено за врвната пајонска аристократија, несомнено за некој од владетелското семејство. Во истиот регион, кај селото Прилепец, најдено е ова скриено богатство. Неколку стотини сребрени тетрадрахми,
ковани од Александар III Македонски и неговите наследници, како и од пајонскиот крал Аудолеон. Парите биле закопани пред некоја ненадејна опасност и го дочекале нашето време. Во западниот дел на Пелагонија и Демир Хисер, крај реката Црна, која тогаш се викала Еригон, стоеле 3 деуриопски града. Градот Стибера, чии урнатини лежат кај денешно Чепигово, познат е по големиот број камени споменици. Повеќе од 20 прекрасни мермерни статуи од рано римско време се ископани во градскиот гимназион. Гимназионите служеле за физичко воспитување и општо образование на младите во античко време. Статујата на богот на здравјето, Асклепий, требала да им обезбеди добра кондиција и успех на младите вежбачи. Овде се собирале и возрастните, за да расправаат за општествените проблеми од градскиот живот. Затоа овде биле поставени и статуите на заслужни граѓани и граѓанки да послужат за пример и за почит на другите. Овие големи плочи содржат списоци со имиња на младинци Ефеби, зачленети во младинското здружение Ефебија во текот на една година. И така, речиси секоја година биле одбележувани се нови и нови приеми, проследени со градски свечености и тоа е регистрирано на нови камени списоци. Секој поголем антички град имал ваков гимназион. Меѓутоа, ова е засега единствениот гимназион откопан во цела Југославија. Од младиот градски храм потекнуваат овие бисти, ремек дела на портретната уметност, работени несомнено во некое скулпторско ателје во самата Стибера. Само 8 километри западно од Стибера, на Бучинскиот рид над Бучин, стоел градот Алкомена. Потврден е и на камените надписи. Еден од случајните наоди е овој сребрен медаљон со биста на Артемида. Инаку, од Алкомена потекнувал и Пеитон, син на Кратева, еден од блиските офицери во гардата на Александар Македонски, што го придружувал во големиот поход на Персија. Среде денешниот Демир Хисер, како остров среде рамното поле, се издига ридот Градиште, на целото граиште. На него лежат остатоците од третиот деуриопски град, Брианион. Потврден е со бројни археолошки остатоци, пред се со стотици монети што се наоѓаат на површината после секој поголем дожд. Стопанската моќ и богатството на деуриопските градови се потпирале пред се на експлоатацијата на железото во околните ридишта. Од ова живее и денешната општина Демир Хисер. Кај Беранци стоела една мала, безимена населба, меѓутоа изненадуваат богатите наоди во гробовите што се ископани овде. Прекрасно изработениот златен и сребрен накид, бронзените и керамичките вазни, оружјето и друго,
зборуваат за високиот стандард на жителите од овој крај во текот на 5-тиот, 4-тиот и 3-тиот век пред нашата ера. Да споменеме само дека постоеле уште 20 пајонски градови и градчиња. Пелагонија, Писајон, Достонеи, Генеати, Еуксини, Колобаиса, Аргос, Неаполис, Гурбита, Алмана, Антигонеја, Добер, Астрајон, Иорон, Брагил и други. Најголем дел од нив не се уште ни лоцирани на терен, а за другите знаеме многу малку. Тие се голем предизвик за денешните и идните истражувачи. На почетокот спомнавме независна пајонска држава и пајонски владетели. Денес знаеме за најмалку 10 од нив. Интересно е да ги споменеме и нив, бидејќи оставиле траги зад себе. Кога на долно-македонскиот престол се качил Филип II, забележено е дека во Пајонија умрел стариот крал Агид и го наследил Ликпеј. Овој владетел е познат и преку своите пари ковани од сребро. Уметничкиот стил е пајонско-македонски. После Ликпеј следуваат Симон, Никарх, Бастареј, познати само по своите пари. Символите на тетрадрахмите на Бастареј се особено интересни. На предната страна е така наречениот грчко-илирски шлем, специфична форма која била креирана за балканската аристократија. На задната страна е представен Монапост, дивиот пајонски бизон, кој во тие векови уште слободно живеел низ Пајонија. Рунестиот Монапос бил сметан за своеврсна атракција од соседните Грци. Најголемиот грчки филозоф Аристотел оставил детален опис на овој бизон. Кога во 336 година пред нашата ера на македонскиот престол стапил Александар III Велики, слушаме дека во Пајонија владеел Патрај. Досега се откриени неколку скриени богатства, секој од по неколку илјади негови сребрени тетрадрахми. За жал, во нашите музеи се чуваат само неколку парчиња. На парите на Патрај се представени орел, дива свиња, коњаник кој гази и со копје го убива противникот, противникот лежи на грбот и се брани со штитот. Штитот е македонски. Оваа возбудлива сцена крие во себе некоја значајна порака. Во неја можеби е символизиран пркосот на Пајонија против хегемонистичките желби на моќната Македонија. Или, тоа е сцена на прочуениот двобој во кој Аристон го победил водачот на персиската царска коњица, јунакот Сатропат. Аристон бил брат на пајонскиот крал Патрај. Кога Александар Македонски тргнал против Персија, Аристон морал со неколку стотици одбрани пајонски коњаници да го придружува во походот. Во решавачката битка кај Гавгамела, Аристон ја започнал борбата и со успешниот двобој придонесол за целосната победа на македонците. Ете, можеби овој настан е овековечен на парите. Како и да е, оваа сцена е една од најубавите на античките пари. Затоа била копирана и повторувана во светот во бројни варијанти, се до денешно време. После Патрај на престолот седел Адај, а по него Аудолеон. Ова бил веројатно најсилниот пајонски крал, потврден историски од 315 до 284 година пред нашата ера. Забележани се неговите женидбени врски со еписката кралска куќа за поголема политичка сигурност. Градот Атина на два пати го спасил од глад во време на тешки воени опседи, испраќајќи им пајонско жито. За возврат, атињаните му подариле невисоки почесни титули и му подигнале голем споменик во градот. Другиот тип на пари, со ликот на починатиот Александар Велики, бил сметан за интернационален. Бил кован во низа хеленистички држави, на просторот на огромното Александрово царство.
Takvi parikova je Audoleon, što znači da bil priznat od ostanatite helenistički vladeteli za ramen Nanif. Od naslednikot na Audoleon, Ariston, ne ostanale nikakvi potvrdi, osven vesta, дека pri ceremonijata na kronisovanjetu na bregalnica едва je uspeo živ da se izleče od zasedata što mu je postavil Lizimah, kralot na sosedната Trakija i Propontida. Moćtana Pajonija ostanala golema i za vremena poslednite dvajca vladeteli što danas gi znajeme, Zeleon i Dropion. Zato svedočat golemite spomenici podignati od njih vo glavnite panhelenski svetilišta vo Delfi i Olimpije. Statuite bile ogromni konjanici. Osven njih, vo Olimpija stojala i glava na pajonski od bizon Monapos. Site tije bile izlijeni od bronza, metal što togaž bil skap i zato je odavno iščeznali. No, ostanale kamenite podlogi su natpisi. Tije svedočat za slavata na jedno vreme, koga Pajonija i na toj način izborila međunarodno priznanje za svoje to postojanje i svojata nezavisnost. Sova može da je završime našата prošetka niz Pajonija. Najgolemiji del od neziната istorija ušte ne je proučen, nitu napišan. Urnatiните na gradovite i pajonskite tvrdini, iljadnicite grobovi i mnogobrojnite drugi arheološki ostatoci gi čekaat svojite istražuvači, so nadeš deka jedan den i za njih ke se znaje i ke se zboruva mnogo poveke. A to vo sekoj slučaju go zaslužuvaat.